Планот за поголема достапност на советниците кон граѓаните, кој го подготвува советничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата е во завршна фаза и деновиве ќе биде доставен до сите советнички групи. Според координаторката Елена Доцевска-Божиновска, целта е комуникацијата со граѓаните да се издигне на повисоко ниво, односно да се воведат поинакви стандарди за комуникацијата, која што ќе се рефлектира и на понатамошните состави на Советот. Замислено е да биде во две фази. Првата фаза би опфатила десетина алатки, мерки и активности кои што може да се реализираат на пократок рок и за кои што не е потребна финансиска конструкција, односно не изискуваат финансиски средства, што секако се нели проблем. Втората фаза ќе биде унапредување на активностите, проширување, модифицирање таму каде што треба на активностите од првата фаза, меѓутоа ќе опфати и пообемни и поопсежни проекти за кои што се потребни финансиски средства, меѓутоа сме со намера до тогаш да најдеме донатори, односно организации кои што работат на финансирање токму на транспарентност, унапредување на транспарентност и демократијата на институции на локално ниво. Веќе кога општината дава на име средства за работа, ресурси, еве лаптопи задолжија колегите советници, не знам мобилни телефони, не знам службени мејлови, сметам дека ако е од парите на граѓаните, буквално се треба да се стави во функција на граѓаните. Сите тие ресурси, заедно со општинската страна, официјална страна, каде што има алатки, Совет, општина, треба да ги ставиме апсолутно во функција на граѓаните, а граѓаните да бидат тие што ќе изберат на кој начин ќе комуницираат со нас. Тоа што го предвидуваме, дел еве може и да накратко да откријам, е посета, редовна посета на сите урбани и местни заедници по систем на ротација на советниците, редовни радио и телевизиски контакт емисии секој викенд на кои што ќе присуствуваат и учествуваат буквално сите советници, исто по систем на ротација, ќе си ги сослушуваат граѓаните, ќе си запишуваат проблеми, ќе си земаат нивни контакти и обврска за тој проблем граѓанинот да го контактираат веќе во следната недела и ќе бидеме фокусирани на проблемите на граѓаните. Доколку планот не биде прифатен од сите советници, ќе биде модификуван и реализиран од советничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата.